Добредојавте во нова епизода на Топки, епизода која што ќе биде последна во рамките на оно што се случува во националните првенства. Имено, последно коло во топ 4 лигите кои што ги следиме на самата своја завршница. Шампионите веќе се знаат, оние кои што испаѓаат некаде се знаат, некаде ќе биде последна борба, но оно што ќе биде најинтересно и најатрактивно е кој каде ќе излезе во Европа следната година. А следната година ќе биде многу набиена агенда од проста причина што прво, следната сезона мора да почне порано, бидејќи сето тоа ќе покрене еден процес кој што мора да заврши и да прекине пред светското првенство во Катар, но за тоа ќе позборуваме токму во оваа епизода. И ќе ја видиме завршницата во овие 4 лиги. Значи, бидете тука, стартуваме веднаш. Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди. Во Европа може само по светските стандарди. Сега и повеќе внимавам на краја. Madre mía, Messi, que jugado. Me vale en la playa, con tus ojos chiquitos y con tu boca enamorada. Enamorado de otro, de todo lo que llegaba. Madre mía, qué gol. El gol de Messi. El gol del... Женскиот тим на европскиот шампион фудбалскиот клуб Барселона. Најдобрите заслужуваат само најдобро. Добро вечер, продолжуваме понатаму. Англија, сите надпревари се играат в недела во 17 часот. Последно коло, она што е интересно и она што е практично борба, ќе биде меѓу четвртата и петата позиција, меѓу седмата и осмата позиција, дали Лестер ќе направи некој изненадување и ќе го исфрли Ливерпул од игра, или Ливерпул ја има целата акција, ќе кажам, во своја рака, или она што е борба меѓу Евертон и Тотнем. Значи, Арсенал Брайтон, Астон Вила Челси, Фулам Ньюкасл, Лиц Вест Бромвич Албион, Лестер Тотнем, Ливерпул Кристал Палас, Сити Евертон, Шефилд Барнли, Вест Хем Саутемптон и Волс Юнайтед. Табелата ја гледате и секако дека ќе биде интересно и атрактивно. Практично интересно и атрактивно е во цела Европа. Низ сите оние лиги што ги представуваме од недела в недела. Сите 4 си имаат некој атрактивен момент кој што ќе не биде акцент овој викенд за следење и за едноставно да видиме кој каде ќе заврши во лигата. Значи, Англија ја гледаме токму со оние насоки кои што ви кажав на почетокот. Тука ќе биде борбата. Кој ќе излезе во лигата на шампионите? Шпанија има своја атрактивност викендов, добро, надпреварите сите се атрактивни, но своја атрактивност во неизвестност само во долниот дел на табелата. Уеска и Елче, токму оние што ги гледате зад мене, тие ќе се борат да видиме до самиот крај кој ќе остане во примера, а кој ќе испадне. Има интересен момент, шанса има и за Ваљадолид, но најтешкиот противник. Имено, ако Ваљадолид успее да извојува победа
ќе остане во лигата, но тоа значи дека шанса за освојување на шампионската титула во Шпанија ќе има Реал Мадрид. Бидејќи Ваљадолид игра со Атлетико Мадрид и неминовност за победа, значи тоа ќе биде исклучително тврд надпревар, а посебно кога имате аутсайдер и фаворит кој што ја има практично титулата в джеб, тогаш надпреварот на вистина може да биде неизвестен до самиот крај. Во сабота во 18 часот. Селта Бетис, Ейбар Барселона, што ништо не значи, Елче Билбао, Уеска Валенсија, иако може да изгледа тежок, верувам дека и тука ќе биде неизвестно, дури може да се очекува победа на Уеска, Осасуна Сосиедад, Реал Мадрид Вилјареал, кај што не очекувам дека Реал Мадрид нема да победи, и како што реков, Ваљадолид Атлетико Мадрид, кај што сите очи во Шпанија ќе бидат вперени токму во овој надпревар. И в недела, во 18:30 Гранада Хетафе и во 21 часот последниот надпревар Севиља Алавес. Претпоставувам дека Атлетико Мадрид ќе освои титулата, но ајде да сочекаме недела и сабота поточно, па да видиме како ќе заврши токму оној надпревар на кој што го фрлив акцентот Ваљадолид Атлетико Мадрид. Завршницата на лигите, практично националните првенства, отвара и еден простор плюс за содржините кои што ќе се однесуваат на летниот преден рок. Именно што сега веќе се зборува за оние засилувања кои што ќе ги имаат тимовите, посебно ние од големите тројки, четворки и петки во сите национални првенства. Например, Барселона ја слушнавте со една најава, ќе кажам, треба да причекаме да видиме колку сето тоа ќе се реализира, дали Гризман на вистина ќе замени во Калчо, дали се на вистина ќе бидат реализирани 13-14 имиња кои што ќе добијат отказ. Се споменува Депај и Кун Агуеро дека дефинитивно ќе бидат дел од овој клуб. Заминувањето на Кристијано Роналдо, она иселување на автомобилите од гаражата во Торино веќе и доби своја откритие, ќе кажам, своја вистина дека не е поради тоа што ја напушта Италија и поради тоа што веќе сите шпекулираат дека се враќа во Спортинг, затоа што со тоа можеби ќе заврши кариерата таму кај што почна, да освои и национално првенство и куп во Португалија со Спортинг и практично да стане еден рекордер кој што тешко ќе може да се собори во следните можеби 50 години. Пеп, како што тоа го направи во тренерските води, именно станува најдобриот тренер можеби во Европа и во светот со по 3 титули во 3 национални првенства кај што настапуваше во Барселона 3, во Бајерн Мюнхен 3, во Манчестер Сити 3. Сега ако ја има и завршницата следната недела во Лига на шампиони, тогаш ќе зборуваме малку повеќе и со друг аспект ќе го гледаме неговото менаџирање во фудбалот и она иновација што ја наметна во светот на фудбалот. Но тоа ќе го оставиме и за следната епизода, каде што овие информации ќе добијат една сосема друга тежина. Сега се уште се само на ниво на шпекулација. Милан и Наполи во Италија си ги држат своите акции буквално во своји раце. Имено, борбата за Лигата на шампионите може да се оствари она како што е и досега табелата, само ако победат. И тоа ќе биде надпревар во недела. Во сабота Каљари Дженова, Кротоне Фиорентина и Самдорија Парма. Помалку интересно и атрактивно. Она што не чека во недела е Интер Удинезе, Аталанта Милан, Болоња Јувентус, Наполи Верона. Тие 3 надпревари буквално ќе одлучуваат до самиот крај. Сасуоло Лацио, Специја Рома, Торино Беневенто. Скоро известно, посебно во она што може би да се очекува, бидејќи исто така и Рома Сасуоло ќе биде борба меѓу 7-то и 8-то место. Но 76 поени, 76 бода на Милан и на Наполи против еден помалку на Јувентус и борбата против Аталанта и Верона, мислам дека ќе биде
момент за атрактивен викенд и во Италија. Не знам дали ќе биде ова после долго време италијанско отсуство на еден од најтрофените италијански клубови во Лигата на шампиони, но останува да видиме како сето тоа ќе добие разврска на самиот крај. Со тоа што ќе заврши овој дел од сезоната и веќе наскоро ќе мора да започне новата која што сигурно ќе стартува многу порано, тоа веќе отвара еден сосем друг процес кој што не сме навикнале досега во така интензивни и многу фреквентни надпревари на сите полиња токму во следната сезона. 2021-2022. Да, уште сега токму мора да се размислува на тоа. Зошто? Заради тоа што следува најчудното, ќе кажам, невообичаеното светско првенство досега што воопшто ќе биде организирано во светот, Катар 2022, значи следната година, помеѓу 21 ноември и 18 декември. Тоа за европскиот фудбал е од мој аспект и од оно што јас неколку пати до сега го имам анализирано, а ќе го повториме во текот на следната сезона, сигурно уште ќе го разглобиме уште неколку пати на многу други аспекти, е погубно за европскиот фудбал, за европскиот клубски фудбал, затоа што ќе мора да има прекин на сите буквално сезони, а сето тоа беше направено од проста причина кеш. Да, може би ако веќе се додели на Катар ова светско првенство да се размислува за тајмингот кој што сме навикнати да го гледаме, токму поради тие прекини на интервалите на националните првенства и општо на европските купови, но веќе доцна е за тоа да се размислува. Она што сега можеме да го разгледуваме е сезоната која што ќе треба да почне уште сега порано, значи веќе во втората половина на август. Моја предпоставка е дека сите федерации, национални првенства, барем оние што гравитираат кон учество на светското првенство во Катар, да започнат порано. Каде се тука квалификацијските надпревари, каде се тука Лига шампиони и Лига Европа, каде се тука дури и оние надпревари Лига нации и така натаму пријателски што следува. Од тие причини мислам дека и за време на европското првенство, паралелно што до сега не се случило, ќе имаме и клубски надпревари во оние квалификацијски зони за Лига на шампиони, Лига на Европа и конфедерацијскиот куп. Тоа е една промена која што сите ќе ја почувствуваме нормално во еден невообичаен тајминг поради, не знам дали ќе се сложите со мене, ако го употребам зборот, поради алчноста на ФИФА да се одржи токму на овие стадиони, кои од друга страна па ќе бидат спектакуларни. Но во една земја која што нема никаква традиција, никакви услови за фудбал, вие да организирате светско првенство, па дури и потоа овие стадиони што ги гледате зад мене ќе бидат раштрафени и ќе бидат однесени, подарени на неколку земји на светот, поради тоа што никаква традиција, буквално нема да остане ни по одржувањето на светското првенство, тоа е моментот кој што мене не ми остава добар печат кога зборувам за Катар 2022. А што се испреплетено во Катар 2022, следната епизода ви најавувам нешто повеќе. Да, токму така, нафтената индустрија и повторно Европа зад параванот на катарските шеици. Како и што? Ќе го оставам тоа како еден акцент од сега до следната епизода. А тогаш ќе се осврнам повторно на оваа тема со малку повеќе детали. Да видите дека не е се така катарски, туку е и многу европски зад параванот 2022 и одлуката на ФИФА. Германија ќе има интересен момент во
мој средишен дел, седмото место на Унион Берлин со 47 поени, еден бод само пред Менхен Гладбах 46 и дури во игра може да влезат и Штутгарт и Фрајбург со 45. Додека долу токму ова Арминија ќе го бара својот спас со 32 поени пред Вердер и пред Келн кој што има 31 и 30. Сабота 15 и 30 сите буквално играат. Бајерн Минхен, Аугсбург, Дортмунд, Леверкузен, Франкфурт, Фрајбург, Келн, Шалке, Хофенхайм, Керта, Штутгарт, Арминија, посебно внимание на тој натпревар, Унион Берлин, Лајпциг, дури тука мислам дека може и да не биде изненадување ако биде единица, што ја очекувам искрено, Вердер Менхен Гладбах и Волсбург Мајнц. И Германија како четврта, како последна во ова наше покривање на најатрактивните лиги во Европа, мислам дека ќе си има свој атрактивен викенд. Денеска нема да имам викенд топ надпревар, бидејќи практично викенд топ е она се што ви го презентирав во изминатиот дел за националните првенства и завршниците, кој каде во Европа, кој каде ќе испаѓа, практично сите се викенд топ. Единствено што ќе се осврнам и за да ја заокружиме оваа рубрика со оној кулинарски момент на македонската фудбалска репрезентација. Игор Ангелов го објави списокот, него нема да го коментираме и лошо е да се коментира, без разлика дали со некои сегменти, дали со некои фудбалери се сложуваат или не. Едноставно треба да се даде максимална поддршка и евентуално да се изанализира каде и како Македонија би можела од аутсайдер да стане скриен, не фаворит, туку скриен момент на изненадување, односно откровение на Европското првенство во сопствената група. Именно јас имам една своја теорија која што на неколку пати досега сум ја напишал во мали анализи, но како генерално севкупно моje мислење можеби ќе го презентирам подетално во следните епизоди. Но како и да е, само ќе најавам. Македонија, иако е аутсайдер во групата, иако сите ќе се сложиме дека е аутсайдер во групата, сметам дека има шанси и може да направи убаво изненадување и да се проби во вториот круг, евентуално и само ако добро и инвентивно се изменаџира настапот. На што мислам? Мислам на не безглавото одење, што велат нашите северни соседи, со грло во јагоди и да се атакува на секој надпревар да се извади позитивни резултати. Мислам дека тоа во случајот на македонската репрезентација бил погрешен чекор. Имено, ако се одбере фокус на само еден надпревар, кој што може да донесе позитивен резултат и да се буквално концентрира сета сила, моќ, знаење, инвентивност само на тој надпревар, со максимално вложување да се извлечат 3 бода, тогаш завршницата и последниот надпревар со Холандија може да дојде само како еден убав растеретен момент. Именно веќе може да предпоставите и да насетите дека во ова мое насочување гледам по-лабаво однесување кон Австрија, фокус директно на Украина и лежерно освојување, издржување на надпреварот против Холандија, бидејќи до последното трето коло може да се очекува дека Холандија ќе го има обезбедено учеството. А со една победа и еден нерешен резултат, теоретски може да се влезе во игра за втората позиција, која што ќе оди понатаму во второто коло. Од тие причини, мислам дека е добар моментот на двата контролни надпревари против Словенија и Казахстан, бидејќи тоа се репрезентации, посебно вториот, кој што многу ми наликува на спарингување за надпреварот против Украина. Спарингување е многу важно, посебно кога ќе го имате против екипи кои што наликуваат на фудбал што би го очекувале на Европското првенство.
мислам дека од оно што го имам гледано на Казахстан, ми наликува на моменти, го имам гледано и кај Шевченко. Добар е изборот, но пак ќе кажам, само во таков концепт, не без главодење на сите тие превари, Македонија од аутсайдерската улога може да биде момент на изненадување на ова европско првенство. Но, се тоа ќе го ставиме за дополнително детализирање и во аспект на позиционирање на самите фудбалери, во позиционирање на самиот избор на менаџирање на секој натпрев, посебно во следните епизоди, посебно кога ќе дојдеме во оние загревање епизоди за европското првенство. Како и да е, пак ќе кажам, ова е само еден мој аспект, едно моje гледиште, кое што не сме никако да биде погрешно разберено и нималку критикувачки аспектирано во однос на изборот на Игор Ангеловски. Без разлика дали се сложувате и вие или не се сложувате, поддршката мора да дадеме, бидејќи ова историско учество може да донесе многу повеќе постфестум во развојот на самиот фудбал и во македонската прва лига и во се она што го има националниот интерес на овој спорт. Бидејќи имаме топ викенд на преварот, практично таа рубрика што ја поврзуваме со гастрономијата или со кулинарството од градот или државата, кој што е ни овој надпревар, а овој пат зборувавме за македонската фудбалска репрезентација, го одбирам денеска да ви го покажам предлогот, мој начин на едно од најкористените утрински јадење или доручек. Може би практично да нема фамилија која барем еден викенд или два викенда во месецот не го направила ова за доручек. Пржени лепчиња со јајца. Да, не е едноставно пржено лепчето со јајца, јас го имам тоа усовршено, доведено до максимум хедонизам, барем за мои услови, за моje гледање на ова јадење и ќе ви го пренесам вам, пробајте го, нема да зажалите. И научив низ годините наназад дека лепчињата кои ги испржите не смеат прво и основно да пливаат во зејтин, затоа што некои ги ставаат под оцна на хартија, на тоалет, за да се упие. Не. Да бидат толку суви од зејтин, што ќе ги изедете прстите од вкусност. И на што да внимавате? Значи, јас денеска ќе ви го прикажам мојот рецепт. Лепчето најчесто сакам да биде она кое што со семиња, со цели семиња, обавезно црн бибер, сол, малку чили, куркума и сосем малку вегета. Ќе искористам јајца и мала доза на млеко. Некогаш може да ставите и хопла ако сакате, сосем малку, но можете се до тоа да го зачините и со овие работи плюс малку млеко. Како тоа изгледа сега? Погледнете и уживајте! Тука и крајот на денешното издание на Топки од новата декада. Она што ќе го оставаме за следниот пат сигурно ќе биде, можеби, шлагворд на целата сезона. Лигата на шампионите, Лигата на Европа и конечен крај и загревање за европското првенство. Значи,
следната епизода биде во малку поизменето издание со сите детали и моменти што ќе го одбележат тој викенд. А се знае, тој викенд ќе биде посебно интересен и атрактивен. И потоа почнуваме со еден друг шаблон кој што ќе ни го отвори патот на Европското првенство. А за време на Европското првенство ќе имаме и уште една мала додадена шема на ова што го гледате секоја сабота практично, тогаш ќе превери секој ден, па ќе се дружиме малку повеќе со анализи и со предпоставки и со неколку игри за вас и оние што редовно не следат. Значи, бидете тука, бидете ми во добро здравје, имаме прекрасен викенд пред нас и се гледаме следната сабота со специјална увертира, специјална епизода за Лига на шампиони.